Кратки најави за денешниот дневник. Родители од Струга со поддршка за негувателките и воспитувачките бараат да им се реши работниот статус. Советот на општина Охрид ја одржа 37-та седница. Додека државните институции си се прогласуваат за ненадлежни, волонтери спасители доведени во ситуација да бидат шлеп служба. Гувернерот на Тексас ја брани границата од мексиканските имигранти со бодликава жица. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по студеното утро во текот на денот имавме сончево, ветровито и студено време со максимална дневна температура од 5 степени Целзиусови. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе превладува претежно ведро, ветровито и студено време со дополнителен пад на температурата кој што ќе услови појава на умерен мраз. Во среда на стариот континент продолжува доминацијата на поле на висок воздушен притисок кој што ќе условува претежно сончево време со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. На британските острови, како и на југ од Скандинавија, нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер со удари до 100 км на час. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со благ пораст на дневните температури. Во северните предели зголемена облачност и ќе превладува умерено облачно време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 6 до 12 степени. Во Македонија во среда ледено утро со појава на умерен мраз и утрински температури кои ќе бележат опаѓање и кои што ќе се движат во интервал од -12 до -3 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево, ветровито и малку потопло време со благ пораст на дневните температури кои што ќе бидат од 1 до 12 степени. Ќе дува до умерен, засилен, североисточен и северозападен ветер со брзина до 25 км на час. Во Охрид во среда по студеното утро со утринска температура од -6 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време со максимална температура до 6 степени. Ќе дува до умерен североисточен ветер. И во четврток во Охрид студено утро со температура од -6 степени, а во текот на денот сончево и потопло време со температура до 7 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 6 степени. Во сабота претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од -4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар
никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Родителите бараат решение на проблемот во струшките градинки. Достоинствена плата и вработување за 20-тината негувателки и воспитувачки кои со години работат за надомест од 10.000 денари без пензиско и здравствено осигурување. Поддршка стигна и од платформата за родова еднаквост. Денес и родителите ги поддржаа негувателките и воспитувачките во Струга. Силна поддршка од родителите за негувателките и воспитувачките од струшките градинки кои со години работат за надомест од 10.000 денари, без пензиско и здравствено осигурување. Велат секој заслужува достоинствени услови за работа. Родителите се загрижени, доколку 20-тината ангажирани со договори на дело во струшките градинки од следниот месец не одат на работа, ке нема кој да се грижи за нивните деца. Да, тука сме денес и ние родителите да ја дадеме нашата поддршка за негователките кои максимално се грижат за нашите дечи на максимално професионални и е жално што навистина не се соодветно платени за својата работа. Од друга страна, револт изразувам и до општината и надлежните, кои што немаат слух да го решат овој проблем што се провлекува низ годиниве. Ние сме родителите загрижени што ќе се случи на 1 февруар ако навистина дозволат сите тие 20 негователки да ја напуштат градинката и кој ќе ни ги згрижи нашите деца тогаш. Стварно мора да се реши тоа прашање. Нема децата кои да ги згрижи, а стварно е срамота да работат за плата од 5.000 денари. Сме загрижени пошто тоа не е само проблем на вработените во градинката, туку е проблем на секој родител од секој едно дете кое посетува таа градинка, бидејќи доколку нема кој да ги згрижи децата, ќе треба и ние отказ од работа да дадеме. Негувателките и воспитувачките кои со години работат со договори на дело, некои повеќе од една деценија, најавија дека доколку не добијат редовно вработување или минимална плата со здравствено и пензиско осигурување од 1 февруари нема да одат на работа. Како вработени, ете, значи ако немаме решение, бараме минималната плата и да имаме здравствено осигурување. Иначе, во спротивно, од 1 февруари, ни една од нас договорните нема да се врати на работа, плюс во објектот Пеперутка се само 4
жени негователки со решение и следниот дел воопшто не може да се отвори, не може да функционират. Поддршка стигна и од платформата за родова еднаквост, од таму изразуваат силна загриженост. Велат воспитувачките и негователките во градинките се екстремно важни за здрав раст и развој на најмладите во општеството и покрај непроценливата грижа и љубов што ја даваат, разочарувачки и засрамувачки е да се види дека нивните плати се меѓу најниските во земјава. Советот на општина Охрид ја одржа 37-та седница. Советниците дадоа зелено светло за донесување локален акцијски план за управување со отпад на општина Охрид за 2024-2025 година, како и план и програма за контрола на популацијата на бездомни куќиња на територијата на општина Охрид. Гласа и за зголемување на бодот на административците во јавните претпријатија, нискоградба и водовод. Советот на општина Охрид денеска ја одржа 37-та седница со 11 точки на дневен ред. Советниците дадоа согласно со зголемување на вредноста на бодот за 10% за пресметка на бруто плата за 2024 година на вработените во јавните претпријатија водовод и нискоградба кои имаат статус на административни службеници. Беа изгласани измени на ценовникот на услуги на јавното претпријатие нискоградба. Помина и одлуките за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште за календарската 2024 година, утврдена врз основа на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Охрид, како и одлука за определување зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот објекти на подрачје на општината. Советниците дадоа зелено светло и за донесување локален акцијски план за управување со отпад на општина Охрид за 2024-2025 година. Изгласа и план и програма за контрола на популацијата на бездомни куќиња на територија на општина Охрид. Од сферата на урбанизмот помина одлуката за утврдување нацрт детален урбанистички план за урбана заедница 2, дел од урбан блок 3, опфат 5, катастарска општина Охрид 3. Како дополнителна точка на дневен ред, советниците ја усвоија одлуката за утврдување на приоритет на проектот за намалување на загуби на вода со намена инсталација на мерни инструменти за далечинско отчитување на комплет со инсталација и конфигурација на опрема за отчитување во општина Охрид. Со овој проект се очекува значително подобрување на водната инфраструктура во општината. Февруари е месец на ретките болести. Сдруженијето Ретко е да си редок секоја година го обојува Охрид во боите за поддршка на лицата со ретки болести. Само доколку сме сплотени, можеме да го менуваме светот на подобро за сите. Водени од оваа мисла, денеска охридските советници ги обоија дланките во боите на ретките, изразувајќи поддршка во нивната борба да бидат видени и слушнати нивните потреби. Членовите на Советот ги обоија во различни бои дланките како знак на поддршка, да докажеме дека сите граѓани се исти и всушност да ја кренеме, да ја подигнеме свеста што повеќе и повеќе и да се мотивираат луѓето, но и повеќе активности да се организираат во однос на поддршка за ретките. Општина Охрид во однос на тој поглед уште како нова локална власт за прв пат воведовме стипендии за деца со ретки болести, ученици и студенти и ученици со посебни потреби и студенти, така што даваме еден мотив плюс и секоја година тоа да се надоградува и повеќе да биде. Само кога сите ќе бидеме изедначени, тогаш и нештата ќе бидат цели, односно, како што велиме, цело е кога има се, а сите сме исти. Бидејќи државните институции се прогласуваат за ненадлежни, волонтерите на Планинската спасителна служба при Охридскиот Црвен крст и оваа зима извлекуваат заглавени возила во снег на патниот правец Охрид-Ресен преку Галичица, кој е затворен за сообраќај. Искусните спасители, кои на волонтерска основа действуваат во комплицирани услови за спасување човечки животи, го трошат своето време и скапите ресурси обезбедени од донации за да импровизираат шлеп служба. Од Министерството за транспорт и врски пак 2 години не се одважуваат да одговорат на барањето од службата и Националниот парк Галичица за поставување рампи на овој патен правец.
Државните институции, финансирани од буџет, се прогласуваат себе си за ненадлежни за извлекување на заглавени возила на патниот правец Охрид-Ресен. Несовесните граѓани кои не ја почитуваат забраната за сообраќај на патот и оваа зима ги извлекува волонтерската планинска спасителна служба, на која тоа не е дејност. Искусните спасители во месец јануари имале 11 интервенции за извлекување заглавени возила во снег. Наша дејност е спасување човечки животи во несреќи на непристапен терен, а за заглавени возила и несовесни граѓани кои не почитуваат сообраќајна сигнализација, постојат шлеп служби, вели Антонио Додевски, раководител на планинската спасителна служба. Сите државни институции се прогласуваат за ненадлежни и за жал во неколку наврати од Центарот за управување со кризи наидуваме буквално на молба, ве молиме и помогнете им на луѓето, бидејќи нема кој, другите сите се не се надлежни. Етиката не ни дозволува да не излеземе на терен, да им помогнеме на луѓето, но апсолутно е некоректно, го чувствуваме за злоупотреба и искористување на нашиот потенцијал кој што е апсолутно волонтерски. Значи, уште еднаш потенцирам, нашите припадници се 100% волонтери кои што го прават на доброволна основа. Користиме скапи ресурси кои се набавени од донаторски средства и нашата основна намена е да помагаме и да спасуваме луѓе во сериозни несреќи. Од Охридска страна патот до Корита е природно проводен за сите кои сакаат да уживаат во зимските убавини на Галичица. Од местото каде се поставени знаците за забрана и од другата страна кај местноста Царина треба да се постават физички препреки, посочува Додевски. 2 години планинската спасителна служба во соработка со јавната установа Национален парк Галичица испраќаат писмено барање до Министерството за транспорт и врски и бараат поставување рампи. Се чувствуваме искористени и злоупотребени не само од несовесните граѓани, туку и од државните институции кои едноставно не сакаат да се занимаваат со овој проблем, дури не сакаат ни едно одобрение да издадат онаму каде што е поставен сообраќајен знак дека е забрането, да можеме ние на наш трошок да ги поставиме рампите. Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид делува во регионот околу Охридското езеро и е неопходен услов за развој на авантуристички туризам. Кадровски и материјално-технички се одлично екипирани и опремени. Првиот тим обучен за интервенции во комплицирани услови брои 16 волонтери и уште 20 на волонтери во проширениот состав доктори и планинари кои се вклучуваат во одредени интервенции. Ваквите служби во развиените земји функционираат волонтерски, но потребните ресурси им се финансираат од државата и локалните власти. Кај нас покрената иницијатива за регулирање на оваа дејност со законско решение кое ќе значи и обврска на централната и локалните власти да ја финансираат службата, но од тоа се уште нема ништо. Планинската спасителна служба, која има огромен број успешни интервенции за спасување човечки животи во тешки услови, функционира на основа на ентузијазам на волонтерите спасители кои се достапни 24/7, а од 5 општини од регионот кој го покрива добива скромни средства само од општина Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Неколку лица се повредени во експлозија што се случила синоќа во стамбена зграда во Ротердам. 3 лица се водат за исчезнати, јавуваат холандските медиуми. Експлозијата се случила во автомобил во гаражата под стамбениот комплекс пошто избувнал пожар. Од силината на експлозијата, која се слушала на километри, автомобилот излетал од гаражата на улица, а во близина на местото на експлозијата и пожарот искршени се десетици прозорци на куќи. Од итната медицинска помош соопштиле дека најмалку едно лице е повредено и хоспитализирано. Портпаролот на регионалните служби за итни случаи во Ротердам не можел да даде точни информации за сериозноста на повредите на луѓето внатре во објектот и ги предупреди граѓаните на големото количество чад. Според холандски тајм, едно лице пред да се случи овој инцидент било застрелено на улица во областа Ротердам. Поранешниот пакистански премиер Имран Кан осуден на 10 години затвор. Пакистанскиот суд ги осуди Кан и еден негов заменик од партијата на по 10 години затвор откако ги прогласи за виновни за откривање службени тајни. Кан веќе служи 3-годишна казна затвор за корупција. Новата пресуда за поранешниот премиер е објавена во очи на парламентарните избори во Пакистан кои ќе се одржат на 8 февруари, на кои на Кан му е невозможено да учествува поради претходната осуда. Пакистанската независна
независна комисија за човекови права соопштила дека мали се шансите изборите наредниот месец да бидат слободни и фер и изразила загриженост поради одлуката на властите да ја оневозможат кандидатурата на Кан и на други истакнати политичари од неговата партија. Иако името на Кан нема да биде на гласачките ливчиња, тој и понатаму останува моќна политичка сила благодарение на големиот број следбеници и неговата реторика против власта. Вооружени израелски сили маскирани како медицински персонал упаднале во болница на западниот брег рано утрово и убиле тројца палестинци за кои армијата изјавила дека се милитанти на Хамас кои наводно планирале големи напади. Операцијата траела само 10 минути и била овозможена благодарение на точните разузнавачки информации претходно добиени. Еден од членовите на келијата наводно бил во контакт со штабот на Хамас во странство, а некои хебрејски медиуми наведуваат дека тој бил и портпарол на военото крило на Хамас во кампот Дженин. Тројцата убиени палестинци долго време престојувале во болницата за да планираат и изведуваат терористички напади, користејќи ги цивилните простори и болницата како штитови и надевајќи се дека болницата ќе им обезбеди заштита од израелските контратерористички операции. Овој драматичен напад покажува дека насилството се прелева во таа палестинска територија додека трае војната во појасот Газа. Соединетите Американски држави моментално се соочуваат со сериозна уставна криза, а средиштето на конфликтот е границата на Тексас и Мексико. Гувернерот на Тексас, републиканецот Грег Албот, одлучи да постави бодликава жица на границата поради големиот број илегални влезови. Врховниот суд нареди пак дека жицата мора да се отстрани, истакнувајќи дека федералната влада има овластување да отстрани жицата, но Абот тврди дека ќе ги зајакне државните патроли на границата. Тој изјавил дека ако е потребно ќе се соочи и со федералните сили и дека е поддржан од уште 25 републикански гувернери кои се подготвени да обезбедат воена поддршка за Тексас за жицата да остане недопрена. Се очекува прашањето на илегална имиграција која достигна критичната точка минатиот месец со рекордни 300.000 илегални влезови да има сериозно влијание на политиката и претседателските избори во Америка. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!